Како е да се биде македонец во една туѓа држава, иако соседна на оваа денешна наша Македонија во овие рамки, во овие граници? Верувам дека не е лесно. Мислам, не знам и колку се расположени да зборите за проблемите, меѓутоа може би не е лошо да потенцираме колку е дополнително важно човек да се изрази себе си во една таква средина. Ако се зборува за проблемите, мислам дека нема крај. Нема толку време во вашата емисија да се изнесат сите проблеми на македонците во Албанија. Верувам и предпоставувам. Или јас се кажам нешто околу законите, правилата, институциите во Албанија. Така. Дека македонците неме најосновни елементарни права во Албанија. Тоа го тврдам одговорно, иако некогаш се спекулира во јавноста во Албанија, самата Албанија. Или ако се види реално, тие се некои изјави декларативни на властите во Албанија, или ако се види реалност, македонецо во Албанија има големи проблеми. Најосновен, елементарен проблем е за едно малцинство, ако зборуваме сегашно време, ево и Албанија се стреми за да биде членка на НАТО, на Европска унија, или уште има чисти села македонски, етнички, што немат децата право да учат еден час на свој мајчин македонски јазик. Тука се работи за на област цела Голобарду, Пешкопеја, таму еден град, во Гора, во Кукс. Македонците во градовите Корча, Билиште, Подградец, Елбасан, што има огромен број македонци, немат право, најосновното право да учат, да се изучуваат на свој мајчин македонски јазик. Значи, друго е декларативно, друго е реалната слика на македонците. Така. Или во моментот македонците во Албанија исто како македонците во Република Македонија, исто како македонците секаде во светот, ние сме загрижени околу проблемот со името Македонија, бидејќи името Македонија е поврзано со нас, сите македонци, без разлика каде и да се. Така. Верувам дека овие притисоци ги чувствувате и вие исто толку драстично колку и ние овде. Верувам дека исто не се согласувате со истите нешта и го изразувате својот револт исто како и ние овде. Како изгледа тоа во Албанија? Се разбира, вие сте исто така во комуникација веројатно и со меѓународни фактори, да речем, нели? Го нагласувате ли сето тоа како да сте овде, како да сте во оваа Македонија? Значи, сите овие проблеми околу, последниве проблеми околу името, овие офанзиви што се насочени особено последниот период, последниот месец, последниве недели. Се рефлектира тоа и таму, верувам. Ние како партија Македонска алијанса за европски интеграции во Албанија пративме декларации до сите меѓународни институции во Албанија, странски амбасади. И го кажаме нашиот мислење и нашиот револт, бидејќи тоа е навреда директно врз секој македонец. Така. Исто така во моментот ние се приготвяме, ќе правиме 2/4 наредниот 2/4 овој месец еден огромен митинг во Пустец. Ево прв пат ово официјално го кажувам. Па и затоа и денес толку имев повеќе обврски, имаме многу со останоци. Сакаме јавно да го кажеме нашиот револт, бидејќи и 2001 година, кога му беше најтешко на Македонија, кога беше нападната од терористи, кога се убиваа македонци, и за жал тие што бранеа државата ојдоа на суд, а убиците уште се, и то сред Скопје се шетат. Тога ние македонците во Албанија се собравме во селото Пустец од сите краишта македонци што живеат во Албанија. Го искажаме јавно на нашиот револт и поддршка на матичната земја. Исто и овој пат ќе се собериме во Пустец, ќе поканиме исто меѓународни институции што делуваат во Албанија. Освен
преку декларации и јавно, преку митинг, ќе го кажеме нашето незадоволство околу промена на името Македонија. Ние сме признати у Мала Преспа како македонци, во нашите изводи се водиме како македонци. Да. На матичната служба во Албанија и не прифаќаме никакво име освен тоа што ни е наше. Најсвета работа е пренесувана со генерации како најсвето нешто. Тука сакам малку да надополнам дека и во Република Македонија гледам дека има луѓе вистина стварно што мислат за нацијата. Јас лично, и тоа го делат повеќето од македонците во Албанија, ги охрабруваме. Ние се видовме и во Тирана со го потписа премиерот на Република Македонија Никола Груевски договорот со премиерот на Албанија со Сали Бериша за олеснување на визовиот режим. Да. Се видовме во амбасада на Република Македонија и тога го изнесоме нашиот став и го охрабривме премиерот и вистина човек што треба да се поздрави, што има јасна визија за нацијата, толку близок со македонците, после тоа македонците многу задоволни беа од таа средба со премиерот Никола Груевски, кој вистина е човек што го мисли доброто на не само на Република Македонија, и општо на македонската нација. И мислам, тоа е крајно време дека ние македонците мора да се обединиме околу таа идеја, без разлика политичка, верска припадност, бидејќи тука да не забораваме дека има огромен број македонски муслимани. Ево во Албанија ви кажувам дека има цела Голобрдо е повеќе муслимани, гора муслимани. Верата не е битно. Да, религијата е апсолутно небитна. Нацијата. Во врска со суштината на македонизмот, нели? Затоа е моментот ние сега околу ово прашање да му се даде значење на тој човек што вистина сериозно мисли и сака да одбрани до крај нашата нација, својата нација. Така. Ми се чини дека во последно време сите сме некако помирни во смисла на некаква стабилност што произлегува од тој консензус во нашиот политички врв, во нашиот државен врв и проследено тоа и на сите пониски нивоа околу сите овие притисоци за промена на нашето уставно име. Ми се чини дека точно во еден ваков момент е сосема природна и таа поддршка од сите можни страни каде што има македонска енергија. Ќе продолжиме на овие теми. Ова беше колку за загревање, да се аклиматизирате во нашето студио. После патот одиме малку со реклами, па се враќаме во студиото. Ова е Македониум. Наш гостин вечерва, за оние кои подоцна се вклучија, господинот Едмонд Темелко, македонец од Албанија, градоначалник на општина Пустец. Првиот македонски градоначалник на општина од таа страна на нашава граница. Пред да почне емисијава го прашав од каде толку необично име, бидејќи необично звучи, да, особено за овие простори. Има приказна, господинот Темелко, би сакала и јавна да ја кажем. Па така, види, во претходниот систем, се родив јас 72 година, забрането беше и вера и кумства тие работи. Не смееме кум да те крсти, не смееше да се в црква. Забрането беше да се верува со закон. Так. Се одеше затвор. Плюс то, Албанија си имаше своја политика на асимилирање на македонците и еднош на 3 до 4 години, зависи кога ќе се родеше, кај матичаро имаше список на имена и кој принудно ти кој родител од тие имена да пребереше за новороденченото, да му ставиш. Според кажувањето на татко ми, кој ошол кај матичаро, имаше список, баш таа година кога се родив јас 72 и вика во сите имена. А ни едно македонско нема од списокот. Да. Све албански, муслимански имена. И баш тоа време се даваше филмот Гроф Монте Кристо. Едмонд Дантес беше главна улога. И татко ми е учител по македонски јазик, 30 години предава во Албанија и рече подобро нака италијанско, бидејќи италијански филм тоа се предава.
И така се ставя името мое. Тој беше многу популарен Так. тога филм.